Ова соопштение е за слободните вистинолюбиви медиуми во Северна. Само што се вратив од погребот на Путин. Многу беше тажно. Немаше никој, освен мене и двајца гробари во шарени мајци со апликација НАТО. Имаше до души едно кученце, ко кафеаво глуварче. Кучево ми направи едно тажно аф, аф. Го гледам, нели, тоа пак аф, аф. Не го разбирам. Вклучив Google Translate, она симултан превод, а кучево ми вели, јас сум, вели, Померановиќ, Путин. Стопанот ми умре, сега сум само, никој не ќе да ме вдоми, зашто многу лами плачам за мојот владе Путин. Можеш ли, добар човеку, да ме земеш со тебе? Види бе, Померановиќ му викам, нема шанси. Јас сум од онаа посеверчената држава, а ние сме НАТО сила, поточно НАТО ни е стопан, ко на тебе Путин што ти е стопан. А ЕУ ние нас маќа и нема да ме пуштат со тебе. Ти си ја бре, Померановиќ, агресор за овие моиве, за ЕУ и за НАТО. Башка, куче, мислам, многу бре личиш на Путин. Многу личиш на Путин. Тоа ведите си ист Путин, тоа устата. Абе, ко Путин да го гледам. Тоа е, брату Померановиќ, живот кучешки. И нас утре така, кој ќе умрат ЕУ и НАТО, никој нема да сака да не вдоми, не се секирај. Ова е целото вистина што ви го кажувам, драги гледачи. Да ми умре ЕУ и НАТО ако ве лажам. А сега стварно малку имам намера да ви излажам. Значи, ова што ќе ослушнете од сега па натака, све е лага. Путин не е умрен, до таа мера нели да не мрда. Значи, малку е умрен. И сега он кога го освои Мариупол, зароби преку 40 француски платеници инструктори, па британски, па американски, па тама некој од Африка зароби. А тие држави ќутат или негираат? Најмногу би сакале овие пленициве да се мртви. Но Путин ги чува за да покаже на светот против кого војувал. А тоа не е украинскиот народ. Има докази за биолабораториите на Пентагон не само во Украина што се, туку и во Грузија и на Тајван. Таму, например, на Тајван, да ти се праеле сипаници смртоносни код шума, над 95% смртност. Кинезите, кои ќе ги лапнат овие докази, море ќе ги лапнат ко Тулумба. И шо мислите, шо ќе се случи со кинезите, бе? Абе, правец Тајван. Па после, нели велат, Путин ќе одговара во Хаг. Па не знам баш кој ќе ги презентира сите докази, дали некој нормален ќе помисли на Хаг. Второ, нема таква сила која ќе го испорача него во Хаг. Русите го сакаат Путин, верувале вие или не. Иако ја себе лажам дека го сакаат. Бе, многу го мразат тоа русите. Само 85% од нив го сакаат. Мислам, за умрен човек не е лошо. Ете, финците решија во НАТО, а Путин реши елитни единици за нуклеарки да ги помести 1000 километри понапред на самата финска граница. Инаку, Русија, мислам, ако не сте знаеле, има 3 армии задолжени за нуклеарниот потенцијал. Фатална грешка направија кога решија Путин да го стиснат ко маче во зид. А сега веќе се повеќе НАТО и независни експерти зборуваат дека тактички нуклеарен напад од Русија е реалност. И кому му беше потребно ова, бе, а? Веројатно на истите кои стоеа зад пандемијата COVID. COVID? Шо беше, бе, тоа COVID, па? Абе, стварно имаше пандемија COVID, а? Па добро, бе, кај се изгуби COVID-ов ако го имаше? Го снема, а? Одеднаш го снема. Путин кога почна да пука у Украина. А? Го снема ковидов. Излезе од мода, не е више во мода. Сега Путин, за да влезе во мода, нели, овој ковидов мораше да излезе од мода, за Путин да влезе во мода. Тоа е така на овој свет. Еден излегува во мода, за друг да влезе во мода. Затоа, сега, за нас е во мода да го испушиме под вода на Владе. Mala, grupa pederi, ovdje ko Boga da